Седницата на Комисијата за надзор над работата на Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање посветена на случајот Онишченко е завршена приказна, ама јавноста никогаш нема да дознае поради какви и чии пропусти. Контроверзниот украинец доби македонско државјанство. Директорот на АНБ даде отчет пред Собраниската комисија, но на затворена седница. И ниту тој, ниту председателот на комисијата Љупчо Пренџов не дадоа детали дали ќе има одговорности и кој ќе ја понесе за пропустот, бидејќи информацијата е на ниво на државна тајна. Детално ги образложив фактите и аргументите кои што беа презентирани пред комисијата, со оглед на фактот што се работеше за многу сензитивна материја и кои што податоци се од строго доверлив карактер, од највисок интерес. Не би можел да ви дадам повеќе детали околу самото мое реферирање во рамките на комисијата. Опозицијата изрази загриженост за моменталната состојба во АНБ и предупреди дека таму мора да има ред, професионализам и да биде вистински чувар на државата. Ако се суди според изјавата на председателот на комисијата Љупчо Пренџов, нив им се врзани рацете за преземање мерки во иднина. Тој најави дека до владата ќе биде испратен извештај од комисијата, бидејќи таа ги именува директорите на Агенцијата за национална безбедност, без да соопшти какви било детали од седницата. Ние сме држава членка на НАТО. Ние можеме да бидеме власт и опозиција, можеме да разговараме на дневна политика, можеме да разговараме за тоа како треба стратешки државата се однесува во поглед на економијата, образованието и здравството. Но кога се работи за професионализацијата на безбедносниот, на разузнавачкиот сектор, тука мора да бидеме максимално на висина на задачата и затоа ви кажав дека владата исто така, која што ги именува директорите, се сноси определена одговорност за тоа што тие работеле во агенцијата. Денеска требаше да се одржи уште една седница на оваа комисија за тоа какви мерки презема АНБ во врска со дојавите за бомби. Бидејќи и таа седница беше затворена за јавност, Пренџов ја прекина, ценејќи дека нема поента да се одржува затворена седница за прашања кои ја засегаат цела македонска јавност. Опозицијата му замери на владеачкото мнозинство и за вчерашната затворена седница на Комисијата за одбрана и безбедност, на која се разговараше за дојавите за бомби, пошто ја напуштија Собраниската сала.